Милица и таткото на нејзиниот син почнале афера само неколку недели откако пејачката ја раскина свршувачката со хрватот Марио Баришич, со кого беше свршена, а кого го остави откако тој беше уапсен среде Белград по потерница од Интерпол. Пејачката Милица Тодоровиќ минатата недела стана мајка, а на прославата за раѓањето на синот Богдан првпат во јавност се појави и таткото на бебето. Бидејќи Милица во текот на бременоста не откриваше кој е нејзиниот партнер, се шпекулираше дека парот раскинал, а дека таа сама ќе се грижи за својот син. Но неговото појавување на прославата ги демантираше овие гласини. Само еден ден по прославата во медиумите се огласи жена, Љубица, која го откри мистериозниот дечко на Милица и дека тој е нејзин сопруг 19 години, а дека заедно имаат 2 големи деца. Според неа, Милица и нејзиниот сопруг се во врска околу 1 година. Таа дознала за нивната афера пред околу 1 месец, тоест брзо пред породувањето на пејачката. Она што е уште позаплеткано во целата љубовна приказна на Милица и таткото на незиното дете е фактот што тие се заедно само неколку недели откако пејачката ја раскина свршувачката со хрватот Марио Баришич, со колку беше кратко време во врска, а кого го остави откако тој беше уапсен по потерница на Интерпол. А токму Марио е виновник за познанството на пејачката со дечкото. Наводно Марио, кој беше уапсен на 13 февруари 2025 година во елитна населба во Белград, освен што ја лажал Милица со што се занимава, ја измамил и за еден автомобил. Работата околу автомобилот требал да ја заврши со дечкото кој се занимава со продажба на автомобили, а со кого Марио се познавал. Објавени се повеќе детали за смртта на актерката Кетрин Охара. Речи се 2 недели по веста дека звездата на серијата Шитс Крик починала на 71 годишна возраст, како непосредна причина за смртта е наведена белодробна емболија, додека канцер на ректумот бил посочен како основна причина, објави TMZ, повикувајќи се на канцеларијата на судска медицина на округот Лос Анџелес. Актерката, позната по улогите во филмовите Сам дома и Буби мир, не се појави на доделувањето на Златни глобуси 2026 година, каде што била номинирана за споредна улога во филмот The Studio. Низиното последно јавно појавување според текстот било на доделувањето на Еми награди во септември 2025 година, кога имала двојна номинација за сериите The Studio и The Last of Us. Во финалето Моника се представи во стилизирана македонска носија и во долг фустан во сино-зелена боја, а објави и фотка со татко и Мики Црнокрак, кој беше голема подршка на изборот во Либан. Моника Црнокрак, постарата ќерка на Мики и Светлана Црнокрак, се закети со титулата пета придружничка на изборот за Мис Европа, кој минатиот викенд се одржа во Либан. Откако заврши финалето на изборот, Моника објави неколку фотографии, меѓу кои и една со нејзиниот татко Мики Црнокрак. Модното студио Црнокрак со години наназад ја има лиценцата за учество на овој избор и секоја година се грижи за девојките кои ја представуваат земјава на реномираниот избор. На 11-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал во Истанбул, Турција, еден од најтрофејните македонски режисери, Дејан Пројковски, е добитник на меѓународната награда за режија, со што уште еднаш ја зацврсти својата позиција на меѓународната театарска сцена. Ова е второ вакво признание за Пројковски на истиот фестивал, по наградата освоена на 9-тото издание пред 2 години, што сведочи за континуитетот на неговата авторска визија, уметничката зрелост и доследниот ангажман во современиот театар. Со оваа награда Пројковски се вбројува меѓу најистакнатите режисери од регионот, чија работа и препознатлив сценски ракопис добиваат висока оценка и од меѓународната публика и од театарската критика.